Пливањето, долго 64 км, за кој ми беа потребни 21 час и 41 минута на релација Охрид-Струга-Сетинаум-Охрид, го реализирав на 28 август 2022 година. Но, од каде потекнува идејата за толку големо пливање? Во 2019 година, само што ја добив златната бубамара и најавив дека ќе пливам за подигнување на свеста за децата со ретки болести. За тоа ми беше потребна подолга релација и подолги разговори со тимот кој се противеше, јас одлучив да го пливам така наречениот триаголник на езерото. Со мои 13 години тргнав во обид да ја исполнам целта, но за жал поради огромни болки во ногата бев приморан да го прекинам пливањето. Сепак успеав во главната цел, подигнување на свеста, а за другата цел бев ми изложени на големи критики од јавноста, која не ја разбра причината зашто го прекинав пливањето. Во наредните 3 години ме мачеше фактот дека не успеав и тој период се посветив само на подобрување. По 3 годишни искушенија, конечно дојде денот за второ бит. Имав чувство како да е обичен тренинг, а не најголемиот подвиг во мојот живот. По големиот дел од пливањето размислував за негативни работи, но знаев дека имам сила да ги надминам. Освен психичките потешкоти, пред да пристигнам во Светинаум, почувствував остра болка во левото рамо, за кое подоцна дознав дека сум го скинал мускулот. Исто така, чувствував студ и секогаш кога ќе ми подаваат топол чај, најпрво го прегрнував, па потоа го консумирав. Последните 20 на километри ги пливав во овие услови, но за среќа успеав да стигнам до целта. Неопишливи беа емоциите што ги чувствував и по скоро 22 часа пливање успеав.